Големиот успех што го постигна воскреснатата марка Мини резултира не само со големи продажни резултати, туку и со проширување на гамата на модели. Врз база на Минито One направена е верзија кабриолет, исто така и клабмен, а делот од автомобилот што го гледате зад мене се вика Countryman или во слободен превод селанец. Овој модел представува исто така преодна фаза во развојот на Мини, што се однесува на покажувањето нови модели. Изгледот е типично кросоверски и има избор на двигатели голем, но и погон на сите 4 тркала. Тоа значи дека за неколку години Мини како Countryman или некое сосема друго име ќе се појави како многу поголемо спортско корисно возило. Но да не должиме многу. Го имаме Countryman зад нас и ќе се обидеме наместо во типична атмосфера за Мини во градски услови, ние Countrymanот ќе го изведеме таму кај што му припаѓа името, во природата. Со појавувањето на Countryman започна ново поглавје во историјата на Мини. Покрај останатото, овој модел има две улоги. Првата е да биде преодната фаза помеѓу класичниот Мини и теренецот што треба да дојде на пазарот за неколку години. Втората е ускладување на производството, бидејќи Countryman не се произведува во фабриката во Каудли, Англија, туку во австриската Магна Штаер. Како модел се нуди со погон на предните и на сите тркала. Вау! Навистина интересно чувство е кога се наоѓате зад управувачот на Мини Countryman. Тој во внатрешноста е вистински Мини, што значи дека има брзи номер кој можете и од сателит да го видите и извонредно управување. Моторот има 95 конски сили. Тој не може да се пофали со некое агресивно работење, но сосема пристојно ја движи каросеријата на Countryman. Ние се наоѓаме токму во природа. Овој модел кој го имаме на тест нема 4x4 и затоа само ќе го испробаме како се однесува оваа малку повишена каросерија на пат кој не е асфалтиран. Исто едно интересно чувство имате кога нема да се врзете со појасот. Сигналот кој ве опоменува има многу интересна и поинаква вокација. Тој напросто не ве нервира, го слушате, како да ве замолува да се заврзете. Countryman е нешто поголемо од останатите браќа и има 5 врати. Како и да е, ова е чисто крвен Мини. Од напред највпечатливи се поинаквите светла и новата предна маска, а на задниот дел направени се неопходните измени кои го олеснуваат возењето на терен. Без оглед на тоа, Countryman има препознатливо лице на Мини. Внатрешноста е многу слична како кај останатите модели на марката. Останатите решенија се извонредни, трендовски и права да се чувствувате гордо. Особено манипулаторите за прозорците и амбиенталното осветлување чија поставеност и форма наликуваат на рели автомобил. Тоа и не е случајно, бидејќи Countryman е возилото со кое тимот на Мини ќе почне да се надпреварува во светскиот рели шампионат. Поради зголемените димензии се чувствува многу поголема просторност во внатрешноста, а на задната клупа комотно се седи. Во Мини се изгледа на висока нога, како да е навистина од високата класа. Тука има многу и гаджети, како што се овие прекидачи на сместени на покривот, со кого не само се пали светлото во кабината, туку и можете да го контролирате амбиенталното осветлување кое е насекаде околу вас. Тестираната верзија е со основната моторизација и погон на предните тркала. Јасно е дека ова е кросовер, па затоа нашето возење го направивме во природа, каде би требало Countryman да се однесува како дома. Иако нема погон на сите тркала на неасфалтиран пат, однесувањето е добро. Воланот е прецизен, лесно се управува со возилото, а големите стаклени површини даваат јасна слика за се што се случува околу. Удобност е на високо ниво. Тука се гледа со колкава сериозност е пристапено кон конструирањето на Countryman. Амортизацијата е доволно тврда да го задржи зададениот правец, а доволно мека да не се чувствуваат нерамнините на патот. Покрај тоа, употребен е комплетниот електронски арсенал за безбедно возење.
преку помали нерамнини се поминува без поголем проблем, а доколку би имал погон на сите тркала, убеден сум дека на теренот ќе се однесува како дива коза. За движењето е задолжен 1,6 литрениот мотор од 95 коњи. Тој е опремен со сета технологија за намалување на потрошувачката, но нам не ни појде од рака да потрошиме помалку од 9,7 литри гориво. Овој мотор не е најдобро решение за големата и робусна каросерија. Далеку од тоа дека не пружа задоволство во возењето, но ако сакате перформанса, ќе треба да ја притискате педалата за забрзување, а тоа лошо се одразува на потрошувачката. За 22.500 евра ова не е идеално решение што ќе ги добиете за своите пари, но ова е решение со кого секогаш ќе бидете во центарот на вниманието, се разбира доколку тоа не ви пречи.